Почитувани добро вечер. Гостин во вечерашнава емисија Став на телевизија Плюс е потпредседателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Куманово, господин Филип Филиповски. Господине Филиповски, добро вечер. Добро вечер вам и на гледачите на вашата телевизија. Благодарам што успеавте да одвоите дел од вашето време и покрај толку голем број обврски да бидете гостин во емисијата и да поразговараме за актуелните политички случувања нели во државата, но и сето она што се случува на ниво на градот. Благодарам за поканата. Се надевам дека реално и објективно ќе се обидеме во овие неколку минути кои следат да одговориме на вашите прашања и да доколку можеме да објасниме на граѓаните што всушност се случува во Македонија. Еве за почеток, господине Филиповски, како ги коментирате последните случувања кога група демонстранти насилно влегоа во собранието и при тоа нападна пратеници, дел од новинарите, снимателите, веднаш откако Талат Џафери беше избран за председател на собранието? Видите, тоа се немили настани кои сите ги следевме на почетокот на своите екрани, бевме и ние бевме информирани од медиумите, од интернетот дека се случуваат тие работи. Подоцна дел од граѓаните од Куманово се упатија кон собранието. Можем да кажем дека тоа не е убаво што се случи во собранието, не е добро за никого. Меѓутоа самата демократија, самиот збор демократија подразбира владење на народот, доколку го расчлениме. И се случи во конкретниот случај настан класично владење на народот, односно народот, граѓаните на Република Македонија, без разлика на својата национална или верска припадност, ја земаа власта во своји раце. Тоа е неубава работа, меѓутоа се случи, а кога се случува нешто такво, сигурно дека има двајца виновни. Ние сме сведоци дека во Република Македонија неколку години назад на основа имавме упад во безбедносниот систем, социјалдемократите направија упад во највиталниот дел од државата, а тоа се службите кои имаат за цел да ја осигураат безбедност на државата и да следат што всушност се случува во самата држава и надвор од неа. На основа на тоа имавме тотален распад на институциите, односно деградирање на институциите и на државата и еден класичен организиран напад врз партијата ВМРО ДПМН. Така да овие настани не можеме да ги следиме како настани кои се случија само тој ден. Генеза на овие настани е и почетокот на оваа криза ја направи СДСМ, кој и покрај убедливиот пораст на парламентарните избори, претходните избори, кога ВМРО имаше 61 пратеник, под присила и под дискредитација на челниците на ВМРО ДПМН се обидоа, за жал и успеа да ги присилат во институционално да седнат и надвор од сите здрави логики и разуми, преговараат на Пршински договор 1, Пршински договор 2, се со посредство на меѓународен фактор, за да неколку обиди за распишување на избори понатаму се пропаднат, обиди за избори, и тогаш кога социјалдемократите оценија дека се спремни да повторно направат упад во изборниот процес, во иднина ќе се покаже и докаже што всушност се случило на парламентарните избори последни. Меѓутоа, историјата ќе каже, веројатно и оние кои се задолжени сето тоа да го знаат. За нередите во собранието МВР поднесе кривични пријави против 20 на демонстранти, меѓу нив има и двајца кумановци, од кои еден актуелен советник во Советот на Општина Куманово. Тој денеска се произнесе на пресконференција и ги отфрли обвинувањата. Кој е вашиот став за поднесувањето на овие кривични пријави? Мислам дека сега социјалдемократите се обидуваат, направија од самиот обид кризава што ја направија и уништија институциите во Република Македонија, сето тоа финишираше или кулминираше со нелегитимен избор надвор од сите законски и деловнички процедури
видовме обид за избор на председател на собрание. За нас тој председател на собрание избран на таков начин е нелегитимен. Нелегитимен е затоа што и покрај тоа што меѓународниот фактор го признава, затоа што се направи класичен упад во самото собрание од страна на самите пратеници од Социјалдемократскиот сојуз, кои бараа поддршка од другите пратеници, и видовме на камерите што всушност се обидува да направат и како да назначат председател на собрание. Можем да кажем, на таквиот начин назначен за нив председател на собрание, истиот читаше книги и бойкотираше, го користеше своето законско право, поднесуваше безброј амандмани и работа на собранието беше блокирана токму од Талат Џафери, а законот тоа му го дозволуваше. Така да, кога социјалдемократите или партијата ДУИ функционира и ги користи своите права да го блокира на тој начин собранието, тоа е во ред, додека другите немаат право да го користат тоа. Роднини и пријатели на притворените демонстранти бараат ослободување на притворените, бидејќи тие биле патриоти и повеќе од 60 дена протестирале на улиците низ целата држава. Каков е вашиот став? Треба ли да бидат земени в предвид барањата на овие лица? Па секако дека треба да бидат земени барањата, затоа што кулминирањето на самата криза и влезот на граѓаните во собранието на Република Македонија е причинско-последична врска и кулминација на целава криза по сето она што го направија социјалдемократите на државата и на граѓаните. Ние сме малтретирани како медиумски, така и институционално, кога дојдоа и го презедува Министерството за внатрешни работи, во Куманово имаше донесена одлука од нивна страна на сите раководители и директори за да се изврши политички притисок, им се пуштат кривични пријави. Значи, начинот на кој функционира Социјалдемократскиот сојуз, а тоа се повтори и сега со ова криза и со ова преземање кратко на Министерство за внатрешни работи за време на парламентарните избори, тие поднесува безброј кривични пријави против граѓани и именувани и назначени лица од страна на ВМРО ДПМН само за да психички извршат притисок врз нив и да покажат дека тие лица ги кршеле законските нормативи и процедури во Република Македонија. Мора да се подсетиме дека партијата Социјалдемократски сојуз потекнува од врхушката на поранешните комунисти кои 50-60 на година владееја и начинот на кој воспоставуваат владење е преку Министерство за внатрешни работи со кој тероризираат граѓани и како метод го практицираат во самото владење. Значи, тие извршија упад во безбедносниот систем пред самата криза во 2001 година, сега повторно се случи да повторно направат упад во безбедносниот систем, да ги легитимираат и делегитимираат институциите, да ја обезглават власта. За жал, имаме и некои, ни се случи и 9 мај во Куманово, имаме и војски на соседни држави на границите на Република Македонија. Јас се надевам сето ова дека ќе заврши позитивно и дека СДСМ нема да ја втурне Македонија во уште една поделба или уште во еден воен конфликт како во 2001. За жал, ВМРО како 98 година до 2002, така и сега е жртва на тој системски упад во безбедносниот систем на Република Македонија и атак врз првите луѓе на самата партија, а најголема штета од сето тоа оди на сметка на државата, она што ни се случи во 2001 и јас не посакувам меѓутоа она што може да ни се случи сега, за жал. А тоа е нова, за жал, поделба на Македонија, екзодус и страдање на граѓаните на Македонија, без разлика дали се од која верска или националност припаѓаат истите. Така да, треба трезвено да размислуваме сите оние кои носиме
одлуки и решенија донесуваме во политиката, мора да внимаваме со своето однесување, да дојдеме до власт, да не користиме методи и начини со кои ќе се истите тие ги презираат, се повикуваат дека се угнетувани од страна на државата, односно партијата ВМРО ДПМН врши наводно прогон, режимски владее авторитативно. Мислам дека самиот СДС покажал, а и во иднина доколку добие можност, сега гледаме овој упат во собрание и обиди за поставување на председател е кршено и на деловникот, кршење и на законите во Република Македонија, меѓутоа веројатно е тоа начинот на кој тие знаат и се обидуваат да дојдат по секоја цена на власт. Според вас, кој треба да ја понесе одговорноста за инцидентите во собранието? Дали тоа треба да бидат само демонстрантите кои што учествуваа нели во насилствата, или организаторите на протестот, или и некој друг? Кога се случува една таква работа, мора да има двајца за одговорност да се земат. Мислам дека луѓето, граѓаните, кажав, народот е тероризиран од страна на социјалдемократите години назад. Тоа трае во недоглед. Граѓаните не може да ги остваруваат своите елементарни права кои владата и институциите ги се должни да им ги пружат, и за жал ги доведоа у ситуација да ние имаме секојдневно 200.000 граѓани кои излегуваат на улица и кажуваат не на обидите за националистичко реорганизирање на државата. За жал, социјалдемократите се, како во минатово, така и сега, глуви на сето тоа. Мора да се слуша зборот на граѓанинот. Кога има протести, шарената револуција и беа поддржани од социјалдемократите, имаше напад на институциите, полицијата немаше никаква реакција и тоа беше во ред. Во тој момент полицијата беше најпрофесионално оценета затоа што немаше репресивни мерки кон тие граѓани кои го искажуваа правото на протест на таков начин. Нарушењето на владата на ВМРО ДПМН е повторно кој имаше 61 пратеник. Така да, за жал сега, овој обид на граѓаните, партијата ВМРО не го поддржува протестот за заедничка Македонија, меѓутоа заедничка Македонија е движење кое е носител на протестите, на собирање на граѓаните и протестните маршеви кои се одржуваат во поголемите градови во Република Македонија, се со цел да се укаже, тоа се мирни протести, нема кршење и боење и оштетување на витални објекти како што се случуваше во главниот град на Република Македонија, во Скопје. За жал, се она што беше направено од страна на државата, од страна на владата на Република Македонија, тие се прекрасни зданија, беа фарбани со бои и уништување од страна на демонстрантите, и мора да кажам дека нити еден од тие демонстрантите не беше насилнички, немаше кон ниту еден насилнички однос од страна на полицијата. И тогаш тоа било во ред. Сега кога народот повторно изразува незадоволство на максималистичките барања на една национална заедница, на една групација која се обидува да изврши упад дури и во уставноста на Република Македонија и да стави една група на граѓани во приоритетна положба, социјалдемократите тоа го прифаќаат без проблем и продолжуваат да го поддржуваат и процесуираат. Ќе видиме во иднина што ќе се случува во собранието. За нас Талат Џафери е нелегитимен председател на собрание кој надворон од пропишани законски регулативи и деловници е поставен за председател доколку сака председател на собрание, доколку сака истиот да стане легитимен, треба на легитимна закажана седница истиот да ја закаже, да ја одржи и легитимно да се изгласа за председател на собрание. Веднаш по инцидентот во собранието, министерот за внатрешни работи Нухију побара разрешување на директорот на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков. Во меѓувреме најави формирање на работна група која што ќе процени и ќе утврди дали имало одредени пропусти или пречекорувања во овластувањата на
структурите на службениците кои што таа вечер биле во собранието. Како го коментирате оваа постапка на министерот Нухио? Па јас не сум некој познавач на законот за внатрешни работи, знам дека владата предводена од ВМРО ДПМН во изминативе години донесе закон за внатрешни работи. Во минатово се работеше по некој стар закон донесен во поранешната држава Југославија. Има нов закон, има нови правилници за постапување во секторите во Министерство за внатрешни работи. Сигурно дека стручните комисии и тела кои се таму во самото министерство кои се надлежни за за водење на такви постапки, треба да утврдат дали некој постапил спротивно на пропишаните нормативи во Министерство за внатрешни работи. Јас не би сакал и немам право да коментирам дали нешто безбедносните служби постапиле согласно нормативите, затоа што не сум познавач на ова. Сигурно дека доколку се утврди дека некој не постапил или постапил спротивно на нормите, ќе си следува правна постапка. Меѓутоа правната постапка треба да биде да важи за сите подеднакво и барање на една таква постапка за прекршување на еве сега за овластувањата или нереагирање, не постапување по на службена должност, ќе бараме за Чавков, нема да бараме за кршење на деловникот од собрание. Пак имаме непочитување, за едните ќе важат законите и прописите во Република Македонија, за другите нема да важат. За жал, тоа е начинот на кој социјалдемократите практицирале да владеат. Куманово е еден од градовите во кој знаеме на кој начин се однесува локалната самоуправа и функционерите кои се назначени од Социјалдемократскиот сојуз. Тоа се наши сограѓани, не се некои други луѓе кои живеат на друго место и сите живеат во Куманово. Меѓутоа, самата општина е премногу затворена, самите функционери се премногу самобендисани, а да не зборувам за инцидентите и нивното однесување кое го практицираат и кое кулминираше со напад на самиот председател на општинска организација на СДСМ врз граѓани кои беа дојдени од, мислам дека од населба Пчиња, беа дојдени со своите трактори да ја поддржат ова иницијатива за заедничка Македонија која беше закажана во надлежни соодветни институции, обезбедена со припадници на од Министерство за внатрешни работи, истиот во афектна состојба или во состојба на незадоволство си дозволува да врши физички напад врз тие граѓани кои на мирен начин протестираат. За жал и пратеникот од Социјалдемократскиот сојуз исто така постапи на една таму некоја си веселба во кафејана каде што дојден лица од странство да прослават некоја веселба, влегува во конфликти. За жал тоа е начинот на кој социјалдемократите, односно самата врхушка на кој управува со партијата, практицира да владее со Куманово. Ние живееме во Куманово и знаеме како Социјалдемократскиот сојуз владее. Не сакам да бидам сватен дека сите кадри кои се во Социјалдемократскиот сојуз, кои се носители на функции, имаат негативен став, меѓутоа тоа е еден набој на енергија кој они не може да сватат дека некој друг може многу подобро да практикува владење од нив. За жал ќе кажам дека обвинувањата дека се репресирани или следени од власта и дека на режимски начин власта владее не држат барем во Куманово. Ние во Куманово имаме јавни предпријатија кои функционираат на кој начин, имаме општина Куманово, еве символично да кажам, не ги знам прецизно овие податоци, меѓутоа сигурно дека за овие 10 години на општината Куманово или на органите на локална самоуправа нема една изречена казна за прекршок, за сообраќајен прекршок, а не друг. Чи можеме да докажеме дека власта у Куманово локална не е под притисок од централната власт најмалку. А ако правиме пак споредба за носители на јавни функции или именувани лица од страна на партијата ВМРО, ДПМН и општински комитет кои се однесуваат на територија на општина Куманово, ги познаваме тие луѓе и мислам дека само пофални зборови можеме да кажеме за нив како личности и за институциите кои ги менаџираат истите. Така.
Веднаш по изборот на новиот спикер на Собранието, Талат Џафери оствари средба во Брисел со Јоханес Хан, еврокомесарот за проширување, и шефицата на европската дипломатија Могерини. По средбата Хан изјавил дека Собранието мора непречено да работи и дека еден од следните чекори би било формирање на влада. Од друга страна, Могерини сугерирала дека Тала треба да се залага да ги застапува интересите на сите граѓани. Дали може да ги прокоментираме овие изјави? Сигурно дека може. Талат Џафери првенствено, без разлика дали Хан и Могерини како меѓународна заедница го признаваат за легитимен представник, мора на согласно македонските закони и деловници и правилници да биде назначен за председател на Собрание на Република Македонија. Сето друго за нас ќе подразбира нелегитимен и без кредибилитет председател на Собрание на Република Македонија. Формирање на влада, доколку ги собере потребните потписи Социјалдемократскиот сојуз и добие мандат, ќе може да сметаме дека има легитимна влада. Доколку не добие мандат и доколку и понатаму не се расчистат спорните платформи и документи кои задираат во интересот на другите граѓани во Република Македонија, мислам дека ќе има проблем самото собрание и самите носители на власт кои треба да размислуваат во самото собрание какви предлози, какви законски решенија и какви обиди ќе се обидуваат да направат за да се инсталираат на власт. Факт е дека Социјалдемократскиот сојуз е под притисок. Години наназад презедува секакви мерки кои што нити една држава во светот не дозволува да се направат на кога имате убедливо мнозинство, коалиција за подобра Македонија и предводена од ВМРО ДПМН имаше мнозинство, ќе повторам, од 61 пратеник, прифати да седне на Пржински договор, прифати дискредитација на начелници на партија од снимени разговори или монтирани разговори во кои ќе кажам дека не слушнавме толку поразителни дека разговори дека партијата ВМРО ДПМН или челниците се влезени во криминални дејствија. Сето тоа мора да се докаже со одветна постапка. Дали прво тие разговори кои социјалдемократите ги пушта на помедиумите се легитимни, набавени и прибавени у постапка и дали може да се користат како докази и дали е сторено дело по кое се обвинуваат истите луѓе. Морам да кажам дека овие 10 години во Република Македонија после Соединетите Американски држави имаме најжив устав и најповеќе измени во законските регулативи, а тоа е се со цел да потребите на граѓаните на цела територија на Република Македонија бидат задоволени. Стотици програми беа изгласани во владата и во собранието и измени на закони за да се создадат услови за да профункционираат поефикасно граѓаните на Република Македонија. За жал, кризата во која влезе и Европска заедница и целиот свет имаше последици во Република Македонија. Меѓутоа, последните години и оној упат што го направија социјалдемократите се со цел да ја превземат власт и не бираа средства, резултираше на крај со упадот на народот. Тоа е Народно собрание и не случајно е кажано Народно собрание затоа што демократијата подразбира владење на народот. Доколку не се чуе и проследува гласот на народот и волјата на народот, сите обиди кои ќе бидат за во континуитет правени на вон законски и деловнички решенија, а се на штета на самиот народ, ќе се соочат со самиот тој народ. Така да, тоа е ставот по вашето прашање. Ние во Куманово знаеме на кој начин ја водеа социјалдемократите својата кампања. Носителот на нивната листа за време на изборите беше целиот град претрпан со билборди, со медиумски
атакувања врз челниците на ВМРО ДПМН беа пуштени комбиња, разгласи како да се наоѓаме во циркус, а не во водење на кампања. Ево во продолжение нели уште едно прашање околу Талат Џафери. Според неговите изјави, Џафери очекува дека председателот Иванов во рок од 10 дена, односно во наредните 10 дена, дека ќе му го додели мандатот нели за состав на влада и на ова Заев, и потоа ќе биде свикана седница на која што ќе биде нели изберена новата влада. Од друга страна, Заев смета дека до крајот на месецов ќе биде формирана владата, а во меѓувреме најавува средба со председателот Иванов на која што сака да му ги достави гаранциите за унитарноста на државата. Па социјалдемократите покрај сите циркуси што ги прави овие години, они не го признава председателот. Сега бараат мандат од него. Ке го уверува дека не е прифатен документ или платформа кој задира во интересите на останатите граѓани во Република Македонија. Председателот е институција и сигурно дека ќе донесе решение кое е најдобро за граѓаните на Република Македонија. Сувишно е, излишно е да сега коментираме каква одлука ќе донесе председателот на Републиката. Тоа е негово право и не треба да заборавиме дека уште неколку години има мандат и тој е легитимно избран легитимен председател на граѓаните на Република Македонија. Има своји права, меѓутоа има и обврски да носи решенија баш во вакви ситуации во кои се наоѓа Република Македонија. Ќе кажам, за жал сите превирања на соседните држави во минатото, ќе се вратиме сега малку во минатото, нема да пречи, се надевам, сите обиди и сите вкрстосување на интересите на соседните држави, дали тоа биле од исток или од запад, север или од југ, за заштита на нивните интереси, резултирале со поделба на територијата на Република Македонија и резултирале со екзодуси, прогонства и страдање на граѓаните на Република Македонија. Во тие услови никој не прашува кој, од која националност е и која вера практикува и религија. Значи мораме единството да го задржиме заеднички, трезвено, разумно да донесеме решение и одлуки во кој правец и како треба да се справиме со ова ново настаната ситуација. Граѓаните го кажаат својот збор на избори. ВМРО ДПМН е победничка партија на минативе избори, не прифати уценувања и одредени барања кои задираат во интересите и на штета на Република Македонија и останатите граѓани во државата. Социјалдемократите тоа го прифатија и мислам дека треба уште има време да ги ревидираат своите ставови, добро да размислат, да се состанат, да анализираат и да видат во што може да се прифати и што не може да се прифати во Република Македонија. Така да крајниот збор за владата ќе го има и давање на мандат од председателот на Републиката и тоа е негово право. Господине Филиповски, хипотетички, доколку Заев формира влада, според вас можни ли се нови инциденти, повторни инциденти од страна на граѓаните, односно демонстрантите? Доколку Заев формира легитимна влада, добие мандат од председателот, сигурно дека останатите кои го признаваат и е легитимен, ќе мора да го признаат. Доколку Заев продолжи и социјалдемократите да и прави обиди да избере влада која нема да е легитимна, не знам и никој не може да претпостави како ќе реагира народот во таа ситуација. Народот е малтретиран 3 години, 2,5 години од социјалдемократите и од Заев. На криминален начин направи упад во најсуптилните, најосетливите делови во државата. Морам да кажам каде што никаде во ниједна држава не се прават, само во Република Македонија и тоа по втор пат. Се уверивме дека нивни инсталирани луѓе биле таму и правеле одредени манипулации со самите тие прислушкувани разговори или како се нарекуваат. Нелегитимен начин на избор на председател од собрание. Доколку се обиде повторно
без мандат да формира влада, не знам самите граѓани после овие 67 дена, односно после неколку години држење во заложништво на граѓаните и на целата држава, згора на тоа и безбедносно обколени со странски војски на границата на Република Македонија, што ќе се одигра и како ќе се одигра. Да се надеваме дека разумот ќе преовладее, дека ќе се почитуваат законите и уставот во Република Македонија и дека ќе се најде компромис и консензус за највиталните државни интереси во државата. Според вас, кој е најбезболниот начин за излез од политичката криза во Македонија? Па најбезболен начин мора да бидеме реални. ВМРО ДПМН е освои 51 мандати покрај тоа што 10 години на власт и покрај тоа што излезноста беше 80 и еве јас ќе ви кажам на местен комитет во еден дел на неколку изборни места 85% од граѓаните во Република Македонија излегува на тоа изборно место. Лично ги анализирав самите изборни места и покрај огромната излезност и покрај 10 години владење ВМРО ДПМН ја доби довербата. Не беше убедливо со 61 пратилник, иако лидерот на ВМРО ДПМН јасно укажуваше дека е потребно мнозинство од 61 пратеник за да се формира влада која нема да биде оценувана од страни интереси. Сигурно истиот имал информации, знаел и побара од народот да го подржи. Ние победивме, меѓутоа не толку убедливо за да можеме да формираме влада без компромиси. Компромиси, формирање и владење по секоја цена, по штета на некој ентитет во Република Македонија е недозволиво. Се покажа и покрај од обвинувањата дека ВМРО е партија која националистички ставови има према албанците или негативни гледишта, за овие 10 години албанците, србите, власите, ромите се вклучени во власта, не само на лидерските средби, туку во самите институции, во самите органи на државната власт практицираат владење, носат решени улоги и ги штитат интересите како на сите граѓани во Република Македонија. Мислам дека тоа се чувства и во Куманово и немаше никакви проблеми до сега. Еве од актуелните политички случувања, нели да се префрлиме малку на локално ниво. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН изминатиот период одржа безброј пресконференции на кои што се обвинуваше градоначалникот и локалната власт дека не водат грижа за граѓаните, за градот. Имаше обвинувања на сметка нели на локалната власт за нехигиена во градот, за лоша патна инфраструктура, како и за голем број проекти кои што биле планирани и најавени, а не се реализирани. Може ли нели еден да коментираме за градоначалникот? Така. Во врска со овие пресконференции, сите проблеми кои што беа изнесени на пресконференциите. Па јас сум кои што ги засегаат граѓаните. Со моето назначување на одговорно лице и директор на водостопанство, тогашно водостопанство Кумановско-Липковско поле, имавме право да и обврска да управуваме со неколку хидросистеми од североисточниот регион. Тоа е действување на територија на 5 општини. Согледавме најдоминантен хидросистем е Липково и Глажња, бидејќи од самиот систем се превзема вода која се дистрибуира до општина Куманово, односно до покрај земјоделците и индустријата, вода примерно во прв ранг во приоритет протокол за сигурност на снабдевање со вода се дистрибуира вода до филтер станица, односно фабрика за вода, а тоа е комунално предпријатие Водовод. Водостопанство нема обврска, уште еднаш ќе кажам, да снабдева вода за граѓаните и не дистрибуира и не наплаќа вода. Таа вода треба да ја купува Водовод Куманово од водостопанство или пак да обезбеди бунари, алтернативни начини и да обезбеди вода. За жал, немање стратегија, јас најповеќе ја владеам проблематика околу водата, ми е позната многу прецизно, па затоа отпочнав со водата. Значи, немање на стратегија. Дамјановски е 3 мандата градоначалник. Не направи стратегија за решавање на проблемот со водоснабдување на Куманово. Знаеме дека 2001 година бевме заложници на доторна вода од тие акумулации. Требаше да се направат алтернативни бунари за да во услови на недостиг на доторна вода од тој хидросистем се вклучуваат тие алтернативни бунари и
општина Куманово е снабдена со вода за пиење и не е заложник на тој хидросистем Липково Глажин. За жал такво нешто не постои. За жал и други мерки и обврски кои треба локалната самоуправа да ги врши, дали околу водата, дали околу трајното третирање со сметот, со јавните предпријатија и останатите ингеренции кои ги има локалната самоуправа на недоволно добар начин ги менаџира општина Куманово, да не кажам на најслаб начин у Република Македонија. И тука се превирање дали централната власт доволно помогнала, односно била дискредитирана од страна на фондовите и програмите кои можеле да се реализираат од влада на Република Македонија. Дамјановски не излезе со ниту еден проект да каже имаме изготвен проект за таа и таа решение на тој и тој проблем на граѓани на Куманово. Тој проект не е изготвен 87 година, па да го поднесе и да каже ја поднесо проект у Министерство за транспорт и врски, него е направен согласно сегашните нормативи и закони за градба и проектот може да конкурира на меѓународни фондови, може да одговори на потребите на буџетот, односно програмите кои ги дава влада на Република Македонија. Требаше да излези да каже јас за мојот 3 годишен во период од 3 мандата направив толку и толку проекти, направив проект студија за која се реализира, кошта пуно пари, а го вети тоа. Дамјановски вети студија и решавање на проблем со водоснабдување. Ништо нема направено. Апсолутно ништо. Ја не знам, новинарите кога разговараат со него, ќе ја правиме ова улица, ќе правиме по кој основ тој бира улиците и селектира на основна програмата која му го одобрува советот и со која динамика ќе го прави тоа. Треба јавно да излези да каже, проблемот со водоснабдување ќе го решиме на тој начин. Проблемот со третирање на цврст отпад на тој начин. Проблемот со прочистителна станица на тој начин. Значи такво нешто не постои. Имаме за жал населени места. Пчиња ќе ја земам што викаат повторно спомната Пчиња и Романовци од страна на премиерот, па затоа не се решава другите проблеми ваму таму. Нема врска. Тие граѓани се исто како и оние што живеат у централно подрачје. Имаат право и нивните деца да пијат чиста вода за пиење. Имаат право сметот да се одводува. Канализациона мрежа нема. Љубодра, Кумендол и Ново село. Нема канализациона мрежа. Комуналното предпријатие не направило напори нити пак да земе неколку таму цистернички со трактори за да ги чисти тие септички јами. Таму водата во бунарите е толку загадена што е неупотреблива. Тоа е нешто што не е дискредитирање на Дамјановски, него нешто што е основна потреба за живот. Луѓето живееле таму и живеат уште, треба да останат во своите населени места да живеат, меѓутоа да имаат вода за пиење, да имаат одвод, канализација, да имаат патна инфраструктура, да имаат објекти во кои ќе учат нивните деца. Програмите кои ќе бидат во самите школи да се одејствуваат согласно потребите утре тие граѓани да се и тие дечиња да се оспособа да се спремни да функционираат во општеството. За жал, општина Куманово во голем дел од секторите не функционира воопшто. Функционира во секторот таму за изградба на згради, каде што треба да се даваат маркици, да се градат згради, нема соодветно реконструирана канализацијска водоводна мрежа. Туку доаѓа градоначалникот на ова место ќе изградиме, може ли изграда, може, тие се условите да се даде маркица, се прави, поминува барање до Министерство за транспорт и врски, нормално таму мора да му одобрат затоа што да не се стопира работа на општина Куманово. И се градат. Ние немаме детален и генерален урбанистички план донесени на територија на општина Куманово. Легализација на објектите, дали е тоа у Долно или Горно Којнаре, граѓаните не може да ги остварат своите права. Значи во општина Куманово, нема да зборувам сега за раководните лица во самите предпријатија, затоа што директно одговорен за целата ситуација е градоначалникот кој ги именува тие лица да менаџираат со самите предпријатија. Како ќе бара од нив реализација на одредени програми и постапување по стратегии, кога и самиот тој нема никаква стратегија, нема направено никакви проекти за елементарни и основни
потреби на граѓани на Куманово. И ова не е демагогија или директен атак врз Дамјановски, затоа што никој од ВМРО ДПМН не излезе да каже дека Дамјановски во минатото не бил успешен лекар. Тој како лекар никој од ВМРО и никој во Куманово не кажал дека не е етичен, не помогнал како лекар на секој каде што имале потреба и секој што побарал помош од Дамјановски добил во тој дел. Како лекар, уште како млад, бил добар, подоцна се специализирал во областа во која професионално ги врши своите активности. Таму не го дискредитираме, меѓутоа за менаџирање на општината, за поранешните негови предпријатија што лично тој ги менаџирал, знае како ги менаџирал додека да биде градоначелник, колку тоа било успешно, за жал тој начин го пренеси во општина Куманово. И општина Куманово е една од најзаостанати општини во делот на патна инфраструктура, во дел на решавање на надземна и подземна инфраструктура, а сето тоа е обврска на самата локална власт. Не може Дамјановски да се оправда затоа што нема нити еден проект, затоа што нема нити една студија, затоа што нема решено голем број на проблеми. Пред избориве ќе асфалтира патчиња во населени места кои се најтесни, толку и толку патчиња имаме асфалтирано, а подземната мрежа која се наоѓа дали е водоводна или канализациона останува стара и повторно треба да доаѓа до копање на самиот асфалт и санација на таа мрежа. Жалосно. Кога веќе го спомнавме водоснабдувањето, градоначалниците од североисточниот плански регион, изминатиот период има една средба овдека во Куманово во зградата на поранешен комитет, каде што бара донесување на тарифник за цената на водните услуги и смета дека на тој начин ќе се реши проблемот со плаќањето на цената врз основа на она мислење дека кумановци секогаш плаќаат најскапа вода. Најмногу плаќаат за вода, да. За разлика од останатите градови во државата. Има ли шанси да се донесе некој таков тарифник? За жал сите обиди за да се реши проблемот, дали со водоснабдување или со другите проблеми кои се нужно потребни да се решат. Ако не сега, подоцна ќе имаме многу поголеми проблеми. За жал Дамјановски се обидуваше да ги заобиколи и вината да ја фрли кон другите. Обвинува дека водовод Куманово работи со проблеми, е блокирано поради водостопанство. Исполнува цена толку волку, тие пари тој ги нема платено на водостопанство. Да ги има платено по таа цена на водостопанство, па платените финансиски средства, планирани у буџетот за набавка на сирова вода, се платени на водостопанство, па тоа е проблем за тековно работење на водовод. Не, само 50% или 40% од врските кои ги има водовод Куманово неколку години наназад се платени на водостопанство. И милионски суми има долгови. Чи водовод Куманово нема платено на се што е фактурирано од страна на водостопанство согласно закон кој е донесен пак од СДСМ. Чи они донеле закон, они дале право на водостопанство на тој начин, у таа методологија и сето тоа го контестираат кога ние постапуваме по закон што и методологија они го донеле. Законот, стариот закон за водостопанство е донесен од страна на тогашната влада, многу близок пријател на Бучковски. Дамјановски тогаш требал како градоначелник да се интересира што ќе се постигне со овој закон, кои се предностите на водостопанство, кои се штетни последици по водовод Куманово. Така да него воопшто интересирало тоа, се занимава со други работи. Или тоа е негов став. Значи, Република Македонија, усогласувајќи се со регулативите на Европска Унија, нужно се јави потреба да ги уреди начинот на кој ќе се фактурира и пресметува услуга на дистрибуција на вода на комунални предпријатија кон граѓаните. Сега кога воопшто нема представа Дамјановски дека регулаторна комисија ќе ја регулира цената на вода која ќе се дава кон граѓаните на комунално предпријатие и почна со некои негови филозофии и логистики и држеше собрание на североисточен регион некоја седница таму и зборува, нема поима што зборува. Покасно да се вклучи во цела работа, оди кај председателот на регулаторна комисија со барање, слушајте, немојте сега само комуналните предпријатија да се офатени со регулаторна комисија, него и водостопанските предпријатија.
во Република Македонија. Без претходно да знае дека 2 години во водовод Куманово има од Европска унија консултанти платени и дојдени кои ги испитуваат состојби во комунално на проблемите со кои се соочува самото предпријатие за да изнедат реални регулативи и нормативи за да се регулира услуга на дотурна вода до граѓаните. И подоцна со едно барање таму да се удоволи на Дамјановски бидејќи од опозицијска општина, ајде се вметна и водостопанство. И сега самата регулаторна комисија дискутира у јавна расправа дали и водостопанските предпријатија ќе бидат вклучени во самата регулаторна комисија, односно на дотурна сирова вода до фабрики за вода до комунално предпријатие, или па тоа ќе го се прави по методологија и исто паралелно се изготвува методологија во Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство. За жал, не е познавач на приликите, паушално политички излегува, дава 2-3 изјави, доколку прецизно влезе во самата регулатива, ќе види дека тоа што го зборува не држи воопшто. Меѓутоа, и покрај сето ова, Куманово не е жртва на самата ситуација. Иднината ќе покаже дека сите иницирани разговори од наша страна, сите иницирани постапки или пак негодување со односот на комунално предпријатие кон водостопанство на подол крок осигурало и создало можности да на територија на целата држава се решава проблемот со водоснабдување. Можеби во еден период Куманово имаше проблеми со водоснабдување поради приликите кои беа и нелогичностите кои ги, за жал, Дамјановски немаше никаква желба да ги надмине и да ги реши. Ке е предност во иднина да решавање на обезбедување на дотурна вода не само од акумулацијата или по глажња, туку и од алтернативни бунари бидне приоритет за општина Куманово. Студиозно се третира, се изврши анализа на сите можности кои ги има во општина Куманово на обезбедување на алтернативни извори, да се тоа сето преточи у проекти и да почне у неколку фази да се реализира сето тоа. А што се однесува на дотурна вода од акумулација липкови глажња, акумулациите можам да кажам дека се сега полни. Имаме континуирано намален дотор за разлика од минатите години каде што имаше прелевање на самите акумулации и протекување на таа вода кој се излеваше од самите акумулации по Липковска река, која покасно подоцна се вклучува, се соединува со Конјарска и покасно продолжува како Кумановка, а беше цел на јатак, повторно ќе се вратам на градоначалникот, кога имаше излевање на водата од речните корита. Комуналната секторот за комунални работи дозволи да во самото речно корито на Кумановска и Липковска река се изградат објекти. И самиот профил и пресек на самото корито беше намален и тоа беше причина за излевање на реката и во градските подрачја и опасност, доведуваше до опасност од излевање. На Дамјановски му е познато тоа, бидејќи како приватен собственик истиот направи зграда во речно корито, тамо во само локалитет Водовод. Многу добро ги знае тие прилики и многу го оптеретуваат. Наместо да ги реши кога имал можност како градоначалник, тој воопшто не го интересираше тоа. И повторно одеа со обвинување у тоа време и на Совет закажуваа седници, наводно водостопанство испуштало вода од акумулациите Глажње и Липково, се со цел Куманово да остане како заложник на недостаток на вода. И подоцна, без да знаат дека ние, согласно новиот закон за води, каде што се бара и добива дозвола за зафаќање на вода, се регулира и оној апсорбционен простор кој водостопанство треба да го чува во услови на зголемени врнежи или наглим на доаѓање на води. И ние само си ја вршевме работава, односно превентивно државме испразнет дел од акумулациите Липкови и Глажни. И кога целата територија на Република Македонија беше поплавена, у Куманово немаше поплави, и сега е можност, во овој муабет не беше целта за тоа, меѓутоа да кажеме дека превентивното испуштање на водите и држање на апсорбционен простор во акумулациите Глажње и Липково
се покажа како позитивен и во Куманово немавме у тој период излевање на Кумановка и Липковка, и да го пофалиме градоначелникот по нашите држање на пресови и укажување дека е тоа негова обврска, изврши делумно чистење на тие рекички. Морам да кажам дека тоа треба да се третира од самиот најдобро, од општина Липково, од самата акумулација Липково до Доброшане, до селото Доброшане, до Кумановка, да се исчисти, да се третира и уреди тоа речно корито, за да можат граѓаните не само на еден дел, што беше како проект сработен од предходникот, морам да кажам на Дамјановски, од господинот Слободан Ковачевски, кога и кеот беше обезбедени средства за уредување на кеот на еден дел од реката, и двата алтернативни бунари у тоа време беа направени. Дали како прв човек на водостопанство Кумановско-Липковско поле може да гарантирате дека граѓаните летово ќе имаат нормално водоснабдување, односно дека ќе ги испорачувате потребните количества со кои што нели располагате до филтр станицата? Па сигурно дека наш приоритет и императив е да обезбедиме вода во самите акумулации. За жал ние не подпишавме договор, иако сега има АД водостопанство, па централната дирекција која се наоѓа во Скопје прави обиди со Водовод Куманово да на хартија согласно законот дефинира у кои временски периоди, кои количини ќе дистрибуира по кој цевковод. И тоа е одговорно работење каде што само комунално предпријатие и општината Куманово ќе обезбедат вода за граѓаните и ќе кажат: ние подпишавме договор каде што водата која се акумулира во акумулации Липково и Глажња е во потребен волумен од 10 милиона метри кубни, обезбедена и ќе се чува за општина Куманово. Од таа акумулација ќе се дистрибуира по тие и тие цевководи. Со таа постои можност, водостопанство ќе прави напори и има обврска водата да ја испорачува првенствено кон комунално предпријатие и граѓаните нема да стрепат за дотурна вода. За жал такво нешто се одбегнува да се подпише. Дамјановски треба да одговори зошто одбегнува. У низа наврати вака му имам укажувано дека не краткорочно, него долгорочно е интерес за општина Куманово за таа количина на вода која е потребна за Куманово, па изголемена количина ја подпишеме договор па обезбедиме чување на таа вода за општина Куманово. За жал такво нешто одбегнато. Образложението е дека висока е цената која делумно се плаќа во износ од 40%, не повеќе. Тоа е тоа. Мислам дека кумановци нема да имаат проблеми со дотурна вода. Морам да потенцирам, водостопанство мора да остане функционално предпријатие, затоа што испуштање на таа количина на вода која е 24 милиона метри кубни мора да биде согласно приоритетот, протоколот и контролирано од вработените во водостопанство, се заедно интерактивно со вработените од Водовод Куманово. Така. Господине Филиповски, досега во вашето излагање спомнавте дека Куманово и граѓаните на Куманово се соочуваат со голем број на проблеми. Дали и доколку ВМРО ДПМН ја дојде на власт во Куманово, овие проблеми веднаш ќе бидат решени и сите проблеми ќе бидат решени? Па не може да кажеме дека сите проблеми веднаш ќе бидат решени. Тоа ќе биде нереално. Може да ветиме дека одговорно, суштински и стручно ќе се пристапи кон решавање на потребите на граѓаните на општина Куманово. Кумановската котлина ги обединува граѓаните од повеќе региони. Туку имаме граѓани од Овче поле, од Крива Паланечко, од делот према Косово. Сите тие гравитирале во поранешниот индустријски центар Куманово, кој се наоѓа во Кумановската котлина и екзистирале, направиле своји индивидуални згради, живеат тука. За жал, во овие 25-6 години луѓето кои управуваат со општината недоволно стратешки и студиозно направија напори да општина Куманово го зазема местото кое и припаѓа на самата општина, а тоа е доминантна општина во Република Македонија. Во минатово општина Куманово и раководствата кои управувале со општина Куманово биле доминантни не само во Републикава, него и на сојузно ниво и се знаело за одредени индустријски капацитети кои
со квалитетот на производите кои ги произведувале, така и со кадарот кој потекнувал од Куманово, бил врвен и стручен и допринесувал за развој на други градови. За жал, доведена е ситуацијата да Куманово како центар, како општина Куманово екзистира многу тесно, само изградба на индивидуални тие згради што ги прави, ги одобрува градоначалникот, односно таму сектор кој ги одобрува функционира. Недоволно е обрнато внимание за локалниот економски развој и создавање на услови за развој на руралната политика. Имаме села и населени места кои треба паралелно да функционираат како во градското подрачје, кое е урбанизирано, така и во тие населени места, а тоа ќе се надовржи на претходно изложеното ако немаме направено основен проект за обезбедување на вода за пиење, за канализација, да не зборуваме за создавање на други услови со кои реално каде и да живееме ние имаме право како секој што живее во урбана средина и оној во рурална средина на квалитетен живот. И малку е несоодействува оно што СДС вика да го вратиме животот и да го дадеме живот на секој граѓанин, од друга страна што ќе каже Дамјановски или пак останатите, не само Дамјановски, да го прозвам тука и Спасовски, и Максим Димитриевски и другите челници на социјалдемократите, кои искрено им посакувам таму успех во својата кариера во партијата како кумановец, меѓутоа не можат да го фрлат обвинението само врз Дамјановски. Тие биле председавачи на совети, секретари на партии, кои имале можности да му укажат на Дамјановски политиката со која ја води самата општина Куманово не доволна и не соодействува со потребите на граѓаните на општина Куманово. Значи, одговорноста не е само на Дамјановски, сега да не кажеме за се е крив Дамјановски, него сите оние кои биле околу него, а голем дел и јавно укажуваат незадоволство од неговата партија, социјалдемократите, поискусните кадри, дека начинот во кој е водена општината и доведена, за жал, во која ситуација, е на многу ниско ниво. И одговорноста, за жал, е нивна. Доколку ја направат и цела, дојдат у ситуација да формираат влада на претходните прашања што одговаравме, ако ја направа државата и како она што го сторија со Куманово, е жалосно. Така да, ако е репер за успех Куманово и претендира да ја земат целата држава да ја направат така, жалосно е. Иако се уште е неизвестно кога ќе се одржат локалните избори, сепак меѓу останатите предлог кандидати за градоначалник на Куманово се спомнува и вашето име. Очекувате ли максимална поддршка од граѓаните? Па очекуваме, затоа што дали станува збор за мене како подпредседател и директор во подружницата сега Водостопанство Кумановско-Липовско поле или било кој друг кадар од партијата кој е докажан и кој може да менаџира и управува со реалните потреби, да ги задоволува потребите на граѓаните, не да воспоставува владење за неколку интересни цели и групации, туку реално сите граѓани кои живеат и правни и физички субјекти екзистираат во општина Куманово, мора да се води сметка за нив сите да обстојуваат. Селективно една-две предпријатија која ќе биде фаворизирано и која ќе дава поддршка на избори, како што беше цел со оние предвозници таму што имаат за да ги возат учениците, самиот тендер ги одобрува Дамјановски, па беа првите и еден од главните финансиери во кампањата на социјалдемократите, а сите останати останаа од страна да како неми посматрачи без да имаат односи со јавните предпријатија и со општината. Така да, мислам дека ВМРО-ДПМН е голема партија, таа е партија од народот, има чувство за граѓаните, за потреби на граѓаните. Тоа го докажуваме со огромните број проекти кои беа реализирани во општините, во кои беа градоначалници од ВМРО-ДПМН. Повторно кажувам, не беа селективно селектирани па не давани средства или не одобровани проекти, него самата општина немаше интерес од општината да изработува проекти, да поднесува проекти
кои се реални, а не недоволно и нецелосно изработени, за да се после фрли вината врз институциите од централната власт. ВМРО ДПМН како голема партија и општинскиот комитет, а тука се и коалиционите партнери имаат кадар, сила, знаење, моќ и умење и е зрела ситуацијата да општина Куманово биде предводена од коалицијата за подобра Македонија, односно од ВМРО ДПМН. Морам да истакнам дека обвинувањата кои во минатото се пласира од страна на социјалдемократите, наводно ќе дојдат кога ќе дојде управување од страна на градоначелникот, редовите на ВМРО, сите вие ќе останете без работа, па ќе бидете прогонувани и така натаму, не држат вода. Мислам дека Куманово е зрело, созрела ситуацијата да социјалдемократите после 26 години заминат од власт од Куманово, од локалната власт во Куманово. Кој од предлог кандидатите за градоначелник од СДСМ го сметате за најсериозен противник? Пака и кај социјалдемократите има луѓе кои се одговорни менаџери и одговорно менаџираат со предпријатијата или пак се нивни поддржувачи и се како можно решение може да дојде од приватниот сектор. Жално е што првите луѓе на Социјалдемократскиот сојуз на општинска организација Куманово направија толку инциденти и толку недолични конфликти со самите граѓани на општина Куманово, што недоволно ме уверуваат дека мнозинството од нив, не само првиот човек, првиот градоначелник е тој кој треба да ги свика, да ги собере целиот потенцијал не само на неговата партија, него се што е стручно во општината. Затоа што е нужно потребно секторите кои ќе бидат раководени во општината или јавните предпријатија бидат раководени од луѓе кои знаат реално да менаџираат со тие предпријатија, се познавачи на приликите, ќе направат добри стратегии, добри студии, програми кои ќе бидат одобрени од Советот на општина Куманово и Советот на општина Куманово нема да биде надгласување, туку програмите кои ќе бидат изгласани и поддржани од Советот ќе бидат реализирани. Нека излези Дамјановски, нека каже колку во изминатите 3 мандата од програмите кои ги понудил и му се изгласани и од буџетот колку има реализирано и колку пари има потрошени од буџетот на општина Куманово. Ќе кажам, жално е да се зборува. Граѓаните знаат на кој начин Дамјановски, поддржуван од неговите сопартици владееле со Куманово. Да, одговор на прашањето е ВМРО ДПМН и коалицијата се спремни да го преземат менаџирањето на општина Куманово. Решение ќе се бара за сите проблеми кои се нужно потребни по приоритет еднакво за сите граѓани на општина Куманово. Нема да имаме поделба на градски, селски, населени места и така. Сите граѓани имаат право да живеат без разлика која религија практикуваат и од која нација припаѓаат. Така, значи, вие веќе дадовте потврден одговор на она што следуваше од моја страна. На последните предвремени парламентарни избори ВМРО ДПМН славеше победа во изборна единица 2, но не и во Куманово. Прашањето беше дали на следниве локални избори очекувате победа во Куманово. Делумно одговоривте веќе на прашањето. Па да, ние доколку не сме сигурни дека треба да излеземе или немаме капацитет да управуваме, нема да излеземе на политичка сцена и да дадеме свој кандидат. Ние имаме квалитетни кадри во самата партија. Мислам дека ќе се сложите со мене. Начинот на кој практицираме владење е реален, не е со репресии и притисоци врз останатите граѓани и институции, јавни и физички правни лица. Напротив, секаде каде што можеле институциите и кадарот предводен од ВМРО ДПМН помогнале на сите, дали станува збор правни или физички лица или потреби на граѓани. И мислам дека не треба многу да се убедуваме околу оваа работа, затоа што реално тоа е така и тоа е моје гледиште. Ако доколку тоа не е така, ќе кажеме извините, ама тоа баш не е така. Ќе излеземе на избори, очекуваме победа.
иако на последните предвремени парламентарни избори ќе кажете дека изгубивме, да, ние граѓански изгубивме, на местата социјалдемократите добија поддршка и гласови од нашите сограѓани кои се изјаснуваат од албанска националност. Тоа е убаво за Република Македонија. Се надеваме дека она што ќе го понудиме како опција на предстојните избори, односно нашата програма, не излегуваме на избори со програма, која ќе ја реализираме во одреден рок, ќе биде прифатена од сите граѓани во општина Куманово, повторувам граѓани, не македонци, албанци, срби, власи, роми, бидејќи сите ние живееме во Кумановската котлина, во општина Куманово, дали во централно градско подрачје, дали во некое населено место, споделуваме живот и ќе се обидеме, односно ќе она што ќе го понудиме ќе биде прифатливо за сите граѓани на Република, ќе бидеме доволно убедителни, не да ги убедиме во тоа, него реално ние сме спремни да ја презедеме власта во општина Куманово. Господине Филиповски, ви благодарам уште еднаш што издвоите време и што вечерва бевте гостин во емисијата Став на Телевизија Плюс. Ви благодарам и вам. Се надевам дека соработката ќе продолжи и дека во некоја следна прилика нели ќе имаме прилика да разговараме и за други теми. Па да. Ние сме секогаш како партија тука, отворени за медиумите, обединети. Не кажавме во делот на емисијата дека постојат во последните моменти овие денови шпекулации за наводно поделеност и барање одговорност за ситуацијата. Во овие моменти ВМРО ДПМН е единствена, општинскиот комитет на ВМРО ДПМН едногласно дава поддршка на раководството на партијата. Сите преостанати несогласувања или останати внатрепартиски работи ќе ги решаваме согласно партиските статути и правилници. Ви благодарам уште еднаш. А вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Телевизија Плюс. Пријатна вечер.